За радоста на чистата совест. Славата на добриот човек е во сведоштвото на чистата совест. Имај чиста совест и секогаш ќе бидеш радосен. Чистата совест може многу да поднесе и таа е полна со радост и во неволјата. Нечистата совест е секогаш плашлива и воздемирена. Сладко ќе се одмориш ако твоето срце ништо не ти префрла. Радувај се само тогаш кога нешто добро си направил. Лошите никогаш не чувствуваат вистинска радост, ниту пак внатрешен мир. Бидејќи нема мир за безбожниците, вели Господ. Иако велат, мирни сме, нема злото да дојде врз нас и кој ќе се осмели да ни наштети. Не верува им, зашто одненадеж ќе најде Божиот гнев и нивните дела ќе се претворат во ништо. И нивните мисли ќе пропаднат. На оној што љуби, не му е тешко да се фали со своите неволји, зашто така да се фалиш, значи да се фалиш со крстот Господов. Пофалбата која ја даваат и ја примаат луѓето е со краток век. По таквата пофалба секогаш следува жалоста. Пофалбата на добрите луѓе е во нивната совест, а не во устата на луѓето. Радоста на праведниците е од Бога и во Бога, и нивното веселие доаѓа од вистината. Која сака вистинската и вечна радост, не се грижи за пофалбите на овој свет. А оној што ја бара светската слава или барем ако не ја презира со сета своја душа, покажува дека малку ја љуби небеската слава. Голем душевен мир ужива оној кого не го возбудуваат ниту пофалбите, ниту укорите. Лесно ќе биде задоволен и мирен оној на кого совеста му е чиста. Нема да си подобар ако те фалат, ниту полош ако те кудат. Што си, тоа си, и не можеш да се наречеш поголем отколку што си пред Бога. Ако добро го испиташ своето срце, малку ќе те збунува тоа што го зборуваат луѓето за тебе. Човекот го гледа тоа што е на очите, а Господ гледа на срцето. Човекот гледа на делата, а Бог ја одмерува намерата. Да се прави секогаш добро и малку да се цениш себе си е знак на смирената душа. Да не се бара утеха во никое сознание е знак на голема чистота и голема вера. Оној што не бара сведоштво од луѓето, покажува дека потполно му се предал на Бога. Зашто не е вреден оној што самиот себе се фали, вели апостол Павле, туку оној кого Господ го фали. Животот со Бога во внатрешноста и неврзувањето за надворешните работи, тоа го представува духовниот човек.